Полека се наближува големото карневалско дефиле, а во меѓувреме се очекува едно од најспектакуларните карневалски шоуа на кои што струмичани веќе навикнаа и со нетрпение ги очекуваат. Станува збор за концертот под маски на Основното музичко училиште Боро Џони од Струмица. Со мене е директорката Клара Вета Патарова, која што е предводник на тимот кој неуморно работи повеќе месеци на подготовка на карневалскиот концерт. Директорке, дали привршувате со подготовките, што ќе видиме оваа година од музичкото училиште? Уште еден ден пред 10-тото издание на концерт под маски, што значи оваа година концертот ќе слави и свој јубилеј. Работиме од октомври месец. Веќе сме подготвени и со нетрпение очекувам да споделиме со струмичката публика она што го подготвивме за оваа година. Која ќе биде темата годинава на концертот под маски? Оваа година тема на концерт под маски е Мапет шоу. Јас мислам дека веќе позната е темата. Нашите мапетовци се подготвени и со нетрпение ја очекуваме нашата публика. Како беше изборот на теми изминатите години, растежот, искуството што го стекнавте, како се чувствувате еве после 10 години, поминате веќе некакво искуство имате сценско? Колективот во музичкото училиште е многу сплотен, креативен, ние тоа го докажавме. Се раѓаат идеи, ние се надополнуваме, тие идеи ги надополнуваме, создаваме, ги оформуваме, добиваат свој облик и на крај тоа го материализираме и го претвараме во тие спектакуларни наши концерти. Најавивте два концерта кои што ќе се одржат во четврток, тоест утре. Во колку часот се поместени? Да, тоа е од минатата година, бидејќи интересот е голем, за да овозможиме на што поголем број публика да присуствува на тој концерт. Од минатата година и оваа година имаме два концерти, едниот е во 18 часот, другиот во 20.